Тие 34 фирми што ги кажавте, ги слушавме од Диме Велковски веќе 6 месеци. Кажете ми една, овие 3 години, отворена фабрика која што вработила 1000 вработени. Една. Една ми кажете нова странска инвестиција која што вработила 1000 вработени. Германската стопанска комора добро го оцени. Како вие создавате услови за економски раст и за економска здрава атмосфера. Таа се ви каже. На Doing Business, според условите за креирање бизнис, дали растеме или опаѓаме на листа? За разлика од, пак ќе кажам, соседна Србија. Мора со некој да се мериме. Значи, дали растеме на таа листа или опаѓаме? Дојдовме до 10-то место, бевме на 100-то место. Никој не ја ни спомнуваше таа Doing Business, бидејќи срамота е како ќе се мериме. Велите да го штитиме заедно интересот на граѓаните. Апсолутно. Ние тука 3 години до 2017 година изборувавме на колегите пратеници од СДС. Дајте интересот на граѓаните, оставете политички флоскули, оставете политичка штета што правите. Тие велат не. Ќе пратиме писмо до светски и европски релевантни економски институции и ќе кажеме ако дадат европска врзница, тогаш Македонија ќе банкротира. Тоа го правите вие во опозиција. И што направивте? Го зголемивте каматата на таа евроврзница и ги задолживте уште повеќе граѓаните на Република Македонија. Тоа го направивте. Ние сега, вие ако задолжувате, ние не праќаме писма, ние знаеме дека после 12 април оваа влада ќе биде мината. Освен ако не правите некој пак инженеринг од поразени да славите победа, тоа е друга работа. Но ако ги резултатите цените во аеродром, во кисела вода во Скопје, во Битола, во Прилеп, во Гевгелија, во Кавадарци, во Велес, тоа ќе кажете луѓе изгубивме, тоа е. Сега може да ние пак калкулираме, ќе правиме некои широки такви вакви коалиции непринципиелни, за да ВМРО биде во опозиција, но не е фер спрема собствените граѓани. Не може нон-стоп да губи една партија и нон-стоп да прави влада. Но тоа е политичко прашање и тоа ќе го дискутираме понатаму. Ако ние сме на ниво такво, заштитање на националните интереси во делот на економијата како вие, пред неколку дена кога се задолжуваше Република Македонија со 180 милиони евра од кинеската банка, така, за еден помошен пат и за десетина клучки на автопатот Кичево-Охрид, мислам дека веќе трасата дефинирано дека е таа, не е сгрешена, фала му на Господ. Ние ќе направивме следно, ќе испративме писма и ќе ургиравме кај кинеските партнери на Република Македонија да не ја дадат таа транша за да спечалиме политичка корист. Вие тоа така го правите. Зошто? Има милион флоскули што може да се најдат. Ќе банкротира државата, не е способна економијата да го издржи тој товар и така натаму. Ние тоа не го направивме. Затоа ви велам, вие сте окей, ама сте во лош тим. Тоа сакам да ви кажам, почитувана министерке. Тимот е тој прво што губи, а не испорачува резултати. 3 години поминаа, поголем е бројот интересот на граѓаните на Република Македонија да се иселат од Република Македонија. Тоа се фрампантни податоци, цели села во источна, во западна Македонија, во Повардарието веќе ги нема. Градовите почнаа да се иселуваат. Вие треба да вие рековте дека 2016 година, ако дојдеме на власт, стоп на загадувањето, стоп на иселувањето. Крај, готово. Реформи во образование ќе течат, ќе летаат. Една реформа немате направено, освен господја Лазаревска, освен законот за високо образование, 3 години не имплементиран, 2, се извинувам, и законот за основно образование. Јаки реформи. Тоа се реформи за зголемување на човечки капитал. Добро е, терате на прав пат, на 12 април 180 степени назад и таму кај што ви е место во опозиција. Ви благодарам.